Добра вечер во Дневникот на КТВ, понеделник 5 мај 2025 година. ...122 години од смртта на патронот, 50 години од формирањето на училиштето и 80 години македонска азбука се одбележаа денеска во Општинското основно училиште Гоце Делчев, Кавадарци. Општинското основно училиште Гоце Делчев денеска имаше 3 причини за прослави. 122 години од смртта на патронот, 50 години од постоењето на училиштето, како и 80 години македонска азбука. Манифестацијата започна со полагање на свежо цвеќе пред споменбисцата во дворот на училиштето, со што се оддаде достоинствена почит кон патронот. Свежо цвеќе положи делегацијата на училиштето предводена од директорот Маријан Янкулов, председателот на Советот на општина Кавадарци Стојан Чорамов и делегација на советничката група на ВМРО ДПМН. Представници на кабинетот на градоначалникот и локалната самоуправа Кавадарци, делегација на поддржувачите на делата на борците, делегација на ветераните на ВМРО ДПМН, делегација на советничката група на СДСМ, делегација на советничката група на независниот кандидат Јован Златерски и членови на политичката партија Левица. Потоа во училиштето се одржа пригодна свечаност со културно-уметничка програма, а кратко обраќање имаше директорот Маријан Янкулов. Еден обичај денес не собра, денес да се поклониме пред споменикот на најголемиот син на македонскиот народ, односно Гоце Делчев. Не собра за да почувствуваме дека со овој чин не изразуваме само респект спрема една заслужена личност, ама дека тој чин ни открива колку интимно е вткаен во нашата душевна овој светол лик. Тој лик представува легенда, без која нашиот дух би останал сиромашен. На човекот кој го разбираше светот како поле за културен надпревар меѓу народите, ни на јаве, ни на сон, не му идеше дека цел еден народ, дека генерации из вековите ќе го изговараат неговото име, ќе го имаат пред себе за идеал неговиот лик. Тој лик денес представува легенда, а легенди не се создаваат случајно и не зависат од некои попатни негирања или пофалби, туку се резултат на сложени етнички, национални и социјални процеси. Оваа година се навршуваат 50 години постоење на нашето училиште. Училиште кое со гордост го носи името на овој наш најголем револуционер и учител. Основното општинско училиште Гоце Делчев започнува со воспитно-образовна дејност во учебната 1975-76 година и е веќе 50 години училиште со своја традиција, со изградени трајни, образовни и воспитни вредности. Цели 5 децении во нашето училиште се воспитуваат и образуваат млади генерации кои со успех, задоволство и голем ентузијазам ги извршуваат поставените задачи. Да се постои како училиште 50 години е особено значајно и во текот на својот полувековен живот да им ги отвориш портите на знаењето на илјадници ученици и да ги испратиш како успешни и зрели луѓе е хумано и историско дело. Многу ученици кои поминаа низ воспитно-образовниот процес на ова училиште денес се истакнати граѓани. Доктори, политичари, писатели, професори, уметници или стопанственици. И сите на свој начин оставија трага во историјата на училиштето, а истовремено од него понесоа животно искуство, практично знаење и спомени од најбавиот период во животот, односно училишните денови. Голема благодарност до сите ученици, директори, наставници, вработени што поминале дел од својот живот во ова училиште и сите оние што се дел од неговото секојдневие. Сите оние кои допрва доаѓаат, биле, се и ќе бидат дел од традицијата на трајни вредности, од традицијата на квалитетна настава, награди, успеси и врвни достигнувања во сферата на образованието. Ние само може да ветиме дека продолжуваме да работиме за успехот на сите наши ученици, да им овозможиме да учат, напредуваат и нашето училиште да расте. Следуваше прогласување на ученикот на генерацијата, годинава честа и припадна на Матеја Николовска. Наградата ја врачи доктор Стојан Чорамов, кој водно имаше кратко обраќање, а на присутните им се обрати и ученикот на генерацијата. Не можеме да не искриваме емоциите од полувековното постоење на ово основно образовно училиште, училиште во кое и јас во далечната 99 година го завршив мојот основен образовен циклус, училиште кое
произведе генерации, како што каже и директорот, кои оставија прилично голем општествен белег. Некои од нив се во нашиот град општествено одговорни, некои од нив се во нашата држава, а некои од нив замина и надвор да го шират својот образовен циклус и да се сеќаваат дека основното општинско училиште Гоце Делчев е расадник на многу таленти. Општина Кавадарци, градоначалникот Митко Јанчев, Советот на општина Кавадарци во изминатите 7 години на неговиот мандат, нашиот прв мандат како совет, апсолутно има подадена рака кон образованието. Се вложи прилично многу. Се направија 7 спортски сали во нашите подрачни основни училишта, во основните општински училишта, во централното градско подрачје. Имавме подадена рака кон сите талентирани ученици кои освоија награди на меѓународни и државни надпревари од пред 2 години. Тоа го вклопивме заедно со нивните ментори. Колку за ваша информација, од буџетот на општина Кавадарци се издвојуваат околу 900.000 денари за таа проблематика. Во разговор со градоначалникот, до година здраве Боже, е планирано да се зголемат тие средства. Се издвојуваат средства за секој првооделенче кој се запишува во нашите основни општински училишта. За таа намена се одвојуваат околу 700.000 денари. Активно се вложува во инфраструктурата и подобрување на образовната насока на самите ученици и на самите ментори. Се на се сметам дека образовниот циклус на нашиот град оде во една позитивна насока. Токму заради тоа, општина Кавадарци во изминатото, врз основа на функционирање на подадената рака на образовни институции заедно со локална самоуправа, има развој, има со што да се похвалиме. Излегуваат генерации кои искрено на кои можеме да бидеме горди. Тоа е заедничка заложба на целото општество, тоа е заедничка заложба на сите чинители, почнувајќи од наставници, преку раководители, преку општинска администрација, преку раководител на сектор образование и на крајот градоначалник и совет на општина Кавадарци. Почитувани, од мој лично име, во 99 година, искрено една мала куриозитет, и јас бев првенец за генерацијата. Го знам тоа чувство, на Марија би посакал многу здравје, многу љубов, многу желба да секогаш во своето срце ја носи незината втора мајка, мајка Македонија. Од мој лично име, како председател на Совет на општина Кавадарци, има едно мало признание, една мала коцка во незиното образовен мозаик. Се надевам дека овој незин образовен циклус еден ден ќе го втемели како општествена одговорност во нашето Кавадарци и нашата Македонија. Вистинска чест ми е што стојам пред вас како првенец на генерацијата. Да се биде прогласен за првенец на генерација е признание за трудот и посветеност. Но ова не е само мој успех. Ова е успех на сите што беа дел од моето основно образование. Се уште се сеќавам на мојот прв ден во ова училиште, кога мојот прв наставник, Лјупчо Јорданов, ме пречека со отворени раце и ме научи како да бидам добра личност. Тој беше нашата прва врата кон знаењето. Човекот што научеше со љубов, трпение и насмевка. Иако веќе не е со нас, неговото влијание е длабоко врежено во нас. Сакам да им се заблагодарам на сите наставници кои не водеа низ овие 9 години. Секој од вас ни да не само знаење, туку и совети, подршка и понекогаш строга, но потребна мотивација. Ви благодарам што верувавте во нас, дури и кога ние самите се двумевме. Особена благодарност упатувам и до мојот класен раководител Владко Кечев. Вашата посветеност, разбирање и подршка ни беа воделка во последниве години. Благодарност сум и на моето семејство за нивната безпрекорна љубов, на моите соученици за спомените кои ќе ги носам со мене за секогаш и на сите кои ме поддржувавте и подржавте уште од првиот ден. Ова училиште беше место во кое преку победи, предизвици и разочарувања создадовме важни пријателства, сониште и желби, најдовме храброст и станавме личности какви што сме денес. Низ овие 9 години научивме многу. Научивме дека некогаш неважните лекции не се наоѓаат во учебниците. Научивме дека љубезност значи многу, дека секој час, секој наставник, секој другар и секој момент ги направија овие години незаборни. А најважно од се, научивме дека сме спремни. Не затоа што знаеме се, туку затоа што научивме како да продолжиме и кога не знаеме ништо. Без разлика каде ќе отидеме, се надевам дека секој од нас ќе има светла и среќна иднина. Ова не е крајот, туку е почеток на нешто ново и многу поголемо.
Следуваше доделување на награди на учениците кои континуирано постигнуваат одличен успех, на наградените од литературниот и ликовниот конкурс, како и јубилејни награди за вработените и новите пензионери. Целосно е завршена реконструкцијата на улица 8 септември во Кавадарци на површина од 2500 метри квадратни, која опфаќаше промена на рабници, промена на бехатон елементи на тротоар, вадење на стариот асфалт и целосно асфалтирање на истата во 2 слоја, информираат од локалната самоуправа. Денеска библиотека Феткин заедно со учениците од Општинското основно училиште Страшо Пинџур Кавадарци го одбележат Денот на македонскиот јазик и азбука, ден кога се подсетуваме на значењето, историјата и иднината на нашиот мајчин јазик. На 5 мај 1945 година владата на Народна република Македонија ја донесе одлуката со која се усвојува македонската азбука како официјална и стандардна, а подоцна истата година беше објавен и првиот македонски правопис. Оваа одлука означи историски чекор за македонскиот народ, признавање на јазикот како посебен и рамноправен, со своја граматика, книжевност и културен идентитет. Во текот на годините македонскиот јазик се развиваше преку делата на Блаже Коневски, Кочо Рацин, Анте Поповски, Славко Јаневски и многу други. Денес тој продолжува да живее преку новите генерации автори, ученици, наставници и преку секој еден од нас кој го зборува, чита и пишува. По овој повод, денес беше организиран јавен час на кој директорот на библиотеката Петар Гурев и наставничката Павлинка Костадинова го истакнаа значењето на македонскиот јазик и потребата од неговото негување и зачувување. Македонскиот јазик не е само збор, тој е сведоштво за нашето постоење. Малопродажната цена на дизелот се намалува за 1 денар по литар, а цената на бензините и маслото за горење за половина денар по литар. Се намалува и цената на мазутот. Ова го одлучи на денешната седница Регулаторната комисија за енергетика. Тотална негрижа. ВМРО ДПМН не го спроведува законот за македонски јазик, обвинувања на денешната пресконференција од опозиционата СДСМ. Денеска одбележуваме 80 години од историскиот момент на кодификација на македонскиот јазик, темелна вредност на нашиот идентитет, култура и државност. Тоа е делото на Блаже Коневски, но и многу други значајни великани. И му дадовме почит и го пренесуваме аманетот за негова заштита, промоција и унапредување од генерација на генерација. За жал, токму денес, сведоци сме на игнорантски однос од актуелната власт, предводена од ВМРО ДПМН, која веќе 9 месеци не спроведува ниту една одредба од Законот за употреба на македонскиот јазик. Инспекторатот за употреба на македонскиот јазик не може да функционира затоа што се уште не е усогласен со Законот за инспекцијски надзор. Нема вработени инспектори, само партиска директорка од редовите на ВМРО ДПМН и толку. Нема нови вработувања ниту на лектори, нема ниту стипендии за ученици и студенти. Прекинат е дури конкурсот Цртај на македонски јазик, што успешно се реализираше 3 години. СДСМ во изминативе години превзеде конкретни чекори за заштита и унапредување на македонскиот јазик. Македонскиот јазик стана официјално признат во светот, но и во рамките на ЕУ преку договорот со Фронтекс. Обезбедивме буџетски средства и дигитализација на картотеките во Институтот за македонски јазик. 5 милиони записи се трајно заштитени. Го дигитализиравме толковниот речник и правописот, правејќи ги достапни за сите граѓани. За прв пат, по 24 години, вработивме научници во Институтот за македонски јазик. Донесовме закон што предвидува вработување лектори во сите институции и задолжително лекторирање на официјалните документи. Тоа се конкретни дела за македонскиот јазик. Министерот Љутков покажува огромна неспособност. На овој значаен ден СДСМ ја повикува владата веднаш да ги спроведе сите законски обврски од Законот за употреба на македонскиот јазик.
Отворањето на инспекторатот, вработувањето на лектори и обезбедувањето стипендии не се прашања на партијата, туку прашања за национална должност. Македонскиот јазик заслужува државна грижа, а не партиски заборав. Филипче во друштво на криминалци и уживатели на дрога. Што има заедничко со нив, прашаа од ВМРО ДПМН. Венко Филипче е опкружен со криминалци и уживатели на дрога. Ова е Андон Стојков, кој пред 2 дена во Штип е фатен од страна на полицијата со дрога. Андон Стојков е поранешен председател на СДММ Струмица и важи за близок човек до Зоран Заев и Венко Филипче. Ова е Андон Стојков во друштво на Венко Филипче. Од фотографијата се гледа дека истата не е случајна, ниту пак дел од некој масовен настан, па да се рече дека Филипче не знаел со кого се фотографира. Ова е фотографија на Андон Стојков со Зоран Заев, во пријателска атмосфера на заедничка забава. Почитувани со вакви луѓе е опкружен Венко Филипче, луѓе на Заев, криминалци и уживатели на дрога. Ова е СДС. Го прашуваме Венко Филипче, со уште колку криминалци е опкружен и што тој има заедничко со нив. Следуваат информациите од спортот. ГРК Тиквеш очекувано загуби од Пелистер со 29-25. Бутел го совлада Охрид на гости, а Алкалуите одигра нерешено со Вардар. Шестото коло од ракометниот плейоф донесе неочекувани драми и изненадувачки резултати. Во Битола, Европан Пелистер ја оправда фаворитската улога и не дозволи изненадување до домашен терен, па би рекле славеше очекувано против ГРК Тиквеш со 29-25. Од друга страна, Охрид беше изненаден на домашен терен од Бутел, кој славеше со 29-31. Во дербито на ова коло, Алколит одигра квалитетен надпревар против Вардар, кој заврши 26-26. Интересно беше и во шестото коло од плејаутот. Струга со 22-20 го совлада Пролет и направи голем чекор кон опстанок во елитата. Радовиш на домашен терен загуби од Куманово со 25-26, а Прилеп службено со 0-10 го доби дуелот со Борец Трујтлен. Тиквеш и повтор пат го совлада Вардар со 70-83. Пелистер успеа да се избори за мајсторка и ќе игра пети дуел против Работнички во Скопје. Четвртфиналните возбудувања во македонската машка кошарка се пред самиот крај. Екипите на МЗТ и ТФТ со 3-0 експресно ги елиминираа своите противници Феникс и Чаир, а викендов во Гевгелија Кожув не успеа да се избори за мајсторка, бидејќи Куманово направи брейк и славеше со 67-82. Со тоа кумановчани си го визираа полуфиналето. Во Битола Пелистер повтор пат го декласираше Работнички, овој пат со 85-67 и се избори за петти надпревар кој ќе се игра во Скопје. И во плејаут фазата викендов се одигра четвртото коло. Тиквеш Голден Игл повтор пат го совлада Вардар, овој пат со 70-83. Победата добива на тежина, ако се знае дека извојувања речеси само со македонски кошаркари, бидејќи од странците тренерот Натан Османе во составот го имаше само Шо Андерсон. Шкупи со 82-78 го совлада Гостивар, па одлуката за обстанокот ќе падне во последните две кола. Кај девојките се одиграа првите полуфинални дуели, а фаворитите ја покажаа својата доминација. Баскет Кам со 74-42 го декласираше МЗТ, а Крива Паланка беше убедлива против Бадел со 89-63. ГФК Тиквеш службено со 0-3 го доби дуелот со Воска и екипата на Гостивар најави истапување од првата лига, па не се појави на дуелот со Пелистер. Финална фаза во сите македонски фудбалски лиги. Второлигашите ги одиграа средбите од 27-то коло во кое се постигнаа следниви резултати. Арсими Брегалница 2-1, Охрид Кожув 1-0, Беласица Детонит 1-2, Победа Осогово 0-0, Башкими Скопје 1-1, Новаци Вардарски 4-0, Македонија Џорчо Петро Борец 3-0 и Саса Варда Неготино 4-2.
Во втората македонска фудбалска лига веќе утре, вторник, ќе се одигра вонредното 28 коло во кое ќе се сретнат Варда Неготино Македонија Ѓорчо Петров, Борец Арсими, Брегалница Беласица, Детонит Охрид, Кожу Башкими, Скопје Победа, Осогово Новаци и Вардарски Саса. Во првата македонска фудбалска лига на програмата беа средбите од 30-тото коло. Во дербито на колото Работнички и Силекс одигра без голови 0-0, а интересен надпревар одиграа Струга и Шкендија кој заврши 1-1. Во борба за опстанок Беса ја совлада Брера со 2-1, а Шкупи дома загуби од Вардар со 0-2. Гостивар ги потврди моабетите за истапување од лигата и не се појави на дуелот со Пелистер, па Битолчани службено со 0-3 го добија надпреварот. И Тиквеш службено со 0-3 го доби дуелот со Воска, која по втор пат не се појави на закажан надпревар. Ако Фудбалската федерација на Македонија го потврди истапувањето на Воска и Гостивар од лигата, тоа во голема мерка ќе олесни борбата за опстанок, бидејќи ќе се бара уште само еден тим кој би играл бараж, а во конкуренција се Беса, Брера и Тиквеш. Прволигашите во среда ќе го одиграат вонредното 31 коло. Третолигашите од групата Југ ги одиграа средбите од 24-тото коло. Младост Росома 6-1, Превалец Дреново 8-3, Ултра Свенец 2-3, Влазними Питогули 1-1 и Башкими Слога Лажани 3-0. Во ова коло слободни беа екипите на Бучин и Големо Коњари. Следува период на променливо облачно и нестабилно време со честа појава на локални врнежи од дожд и грмежи. Наместа процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд за кратко време по голема количина, грмежи, силен ветер над 60 км на час и изолирана појава на град. До петок ќе дува умерен до засилен јужен ветер и температурите ќе бидат без поголема промена, а од сабота со засилен северен ветер температурите ќе опаѓаат. Утре ќе се задржи променливо облачно и нестабилно со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер, наместа со поинтензивни процеси во форма на невреме. Температурата ќе достигне 28 степени. Ги следевте содржините во Дневникот, ви посакувам убава вечер со нашата програма.